Со високи мермерни столбови и покриви во форма на пагода, куќи изградени од богати роми красат многу села во Романија. Распространети во една од најсиромашните членки на Европската Унија, овие згради се проценува дека ги има неколку илјади, најчесто се многукатници, бидејќи соседите се надпреваруваат кој ќе биде повисоко. Ăștia umblă în toată România. Și să zic că a văzut o casă frumoasă. Vrea să o aibă și el. La început, majoritatea castelelor erau cu turnulețe. Шарените декорации, како и знакот на американскиот долар или логата на некои германски автомобилски марки, може да се видат на некои од фасадите како символ на богатството. Романскиот архитект Рудолф Граф вели дека, иако често се исмејува како апсолутен кич, стилот на ромските палати не треба да се отфрла. Но како што вели Граф, и покрај нивните варијации, сите ти имаат една заедничка цел – да го покажат престижот и успехот на оние што живеат во нив. На моменти структурите може да ги реплицираат постојните јавни згради, како што е онаа со посебна приказна во селото Бузеску, на 100 километри јужно од главниот град Букурешт. Дан Финту, богат член на романската заедница, кој загина во сообраќајна несреќа во 2012 година, го моделирал неговиот дом во судницата, каде што во 90-тите бил осуден на затвор за измама. Изворите за финансирање на овие палати се нејасни, вели Граф. Многу од собствениците на овие куќи во Бузеску рекоа дека заработиле пари од старо железо и се уште го прават тоа како занимање. Други пак заминале во странство на работа. Asta e, după bani, ți se făcea bani și acum nu mai stă acasă. Păi dacă stai acasă, hai, de unde iei? Și așa că trebuie să pleci undeva. Крајот на комунизмот пак доведе до послабо правно окружување, во кое било полесно да се заработат пари.